Мал групен дом во Скопје функционира како Македонија во мало, со деца кои доаѓаат од различни градови, со различни судбини и на различни возрасти, а кои живеат на едно место. Тука учат, другаруваат, растат, мечтаат за иднината. Домот е убав и топол. Од кујната се шири пријатна миризба. Оти готвачот што се грижи за нивната исхрана, веќе ја приготвува храната што ќе се најде на трпезата. Што има денеска за јадење? Орис и пилешко. Батак со кара батак и супа. Го сакаат ли децата ова? Премногу. Додека стаса ручекот, секој со своите обврски. Едни го искористија времето за игра и слободни активности, други седнаа да ја завршат домашната задача. Така. Ајде, одговор. Петар. Вобер. Петар. За овие 10 дена извозил 10 метри. Децата ни раскажаа како функционира овој мал групен дом. Оваа девојка е од Куманово и има 17 години. Добива огромна поддршка од шестемина воспитувачи кои работат со неа и со другите деца и им помагаат да ги совладаат сите предизвици. Телефоните ги оставаме секоја вечер и на сабајле на будат наставничките и потоа нели во однос на тоа кога треба да тргнеме на училиште, дали имаме за учење, ќе на разбудат, ќе ни помогнат да се подготвиме нешто, ако имаме потреба од нив да ни помогнат за учењето, ќе ни помогнат и потоа нели откако ќе се спремиме одиме на училиште, дополнителни активности ако имаме, бидејќи моментално одиме и на танц, одиме на курс по англиски и на тие одиме и потоа нели се враќаме дома и им раскажуваме на наставничките како сме поминале, бидејќи сепак ни се многу голема поддршка и многу ни се блиски и повеќе ни се како пријатели отколку наставници. Оваа девојка пак е од Кратово и има 14 години. Таа се сеќава и на времето пред да се направи деинституционализацијата, кога наместо во мали групни домови и во средина поблиска до биолошкото семејство, системот за социјална грижа предвидуваше децата како неа да бидат сместени во големи, сиви и сегрегирачки институции. Дефинитивно е овде поубаво. Разликата е тоа што е помало. Сите нема толку деца, можеме со воспитачите сме поблиски. Таа се наоѓа на крстопат. Треба да одлучи меѓу желбата да биде медицинска сестра, социјален работник или да се бави со внатрешен дизајн. За некоја година ќе стане полнолетна и ќе треба да го напушти овој мал групен дом, што значи дека пред неа е нова страница од животот што носи и поголема неизвестност. За живење како сама, пошто нема да имам ни другарките што ги имав тука, што ми помагале цел живот. Ќе морам сама да работам, да учам и тоа се. Нема да ги имам воспитачите кои што ќе ми дадат поддршка. Додуша, нашите воспитачи ни викаат секад и кога ќе излеземе од овој дом, посебно за оваа куќа. Воспитачите ние сме многу поврзани со нив како мајки. Они не гледаат работно време, кај нив и дома да се, можеме да им се јавиме и ни викаат и после 18 што и да ни треба, секако да се јавиме. Девојката од Куманово пак претходно била во згрижувачко семејство, кое ја сакало и почитувало, но откако нејзината сестра се запишала на факултет, се решиле да одат во мал групен дом, за да се искористи стипендијата што им се нуди на овие деца. Но не се плашам што понатаму, бидејќи сепак имам сестра која што тука кога и да ми треба да ми помогне, како што претходно напоменав за згрижувачите и тие се тука и бидејќи пак не дојдовме тука бидејќи бевме истерани, несакани од нивна страна, туку со цел нели да не им бидеме на товар и зборав и со нив и планирам потоа откако ќе завршам пак да се вратам и веќе да живееме како едно обично семејство сите заедно. Третата девојка со која поразговаравме имаше 15 години и заедно со нејзината сестра доаѓаат од Гевгелија. Таа сака да црта и е многу комуникативна,
па брзо се стекнало со пријатели надвор од домот. Ја тука најдов другарчиња, помалку, бидејќи на селба нема баш многу деца, најдов 4 деца. Едните се брат и сестра, едната се вика Ана, а другиот Илин. Они се браќа и сестра. А другиот Ајкан и Бојан. И се здруживте лесно? Да, и сега се запознавме со две девојчиња, Анастасија и Ива. Ова момче е најмладиот станар на овој мал групен дом. Има 11 години и доаѓа од Струга. Сака да учи, но и да игра фудбал. Навива за Барселона. Секогаш ми помагаат и кога не знам, идам кај нив и учам. Имаш петки многу? Имам. По сите предмети имам петки. Сите ти се петки? Да. Браво! А што друго правиш освен што учиш? Сакаш спорт, сакаш фудбал? Да. Играм и фудбал. Поддршката од воспитувачите е многу важна. Ми помагаат и за учење и за домашни, бидејќи јас не можам толку многу да научам и ми помагаат. И многу убави јадења прави готвачот и наставниците убаво прават јадења, а понекогаш и сите се договараме и сите работиме и месиме и други јадења правиме. Полека наближува пладне. Дел од децата излегоа надвор да го искористат убавиот сончев ден. Други пак се опуштаат со книга в рака. Но наскоро сите се вратија дома за заедно да седнат на трпезата. Фала. Овој мал групен дом е една од трите организациони единици на некогашниот дом 11 октомври. Во нив вкупно се сместени 18 деца кои добиваат 24 часовна грижа и поддршка за да бидат извадени на прав пат. Куманово, Кратово, Струга, Гевгелија, Прилеп. Овој мал групен дом во Скопје е на вистина како Македонија во мало.